Денеска во Неготино на свечен начин градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов додели 120 ваучери во вредност од по 7.000 денари за новороденчињата од Неготино. Всушност, ќе бидеме малку попрецизни. Беа доделени ваучери на две лица кои што имаат над 40 години и кои за прв пат стапиле во брак. За нив беа доделени ваучери од по 30.000 денари. Беа доделени ваучери и за 5 близнаци и 4 трети деца. Овие ваучери изнесуваат по 14.000 денари и околу 105 ваучери беа доделени за новороденчиња. Еве што оваа пригода ни изјави градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Значи воочи православниот христијански голем празник Великден решивме како и секогаш на новородените дечиња, односно на нивните родители, да им поделиме по еден ваучер, односно да продолжиме со мерката која ја практикуваме од 2013 година, еве четврта година поред, и со тоа докажуваме дека денеска поделивме 120 ваучери, што значи за период од некаде 6,5 месеци, и самата бројка ни кажува дека наталитетот во нашата општина Неготино од година во година расти, и тоа е за поздравување. Мене исклучително ме радува што покрај неколкуте владини мерки ние како општина практикуваме, односно донесовме на седница на совет по моја иницијатива неколку такви мерки. Значи за секое новородено дете 7.000 денари, за секое трето новородено дете дупла повеќе 14.000 денари, дополнително мерката за секое возрасно лице над 40 години кој за прв пат стапува во брак 30.000 денари, и во план сме во следниот период да донесеме уште неколку стимулативни мерки. Со тоа сметам дека допринесовме и че допринесеме дополнително да наталитетот во нашата општина од година во година се зголемува, бидејќи колку што паметам, статистиката тоа го зборува, во 2013 година во општина Неготино беа родени вкупно 176 дечиња, додека минатата година имавме една бројка околу 210 дечиња. Се надевам дека оваа година таа бројка ќе биде уште повисока, и еве традицијата ќе продолжи, оваа мерка ќе трае и понатаму. Мислам дека на вакви денови, на големи празници треба свечено и традиционално истата и да се одбележи. На крај да прашавме неколку родители за мерката што ја спроведува локалната самоуправа и колку истата влијае врз зголемувањето на наталитетот во општината, а се разбира и колку е популарна кај помладата популација. Како вие како мајка сте задоволни од ваквата мерка на локалната самоуправа Неготино? Па поголемно се добри овие мерки што ги воведе општината и градоначалникот на општина Неготино. Би требало другите општини да применуваат слични исти мерки како овие, со тоа да се потигне развојот на општината, зголемувањето на наталитетот. Влија ли оваа мерка на зголемувањето на наталитетот? Имаме денеска голем број на родители и голем број на дечиња. Па добро, со 7.000 денари не е баш некој пример, стимул за тоа, меѓутоа пак колку и да е помош за секое семејство. Колку дечиња имате? 2. И како овде сега за сега? Па добро, супер. Добро. Мирни се слуша. Мирни, супер. Па вака, значи мерката ја одобруваме и ова е еден мотив за младите понатаму, значи да општина Неготино малце повеќе да се зголеми, да се прошири, значи населението, да. Колку на некој начин пак ова, еве, на вистина влија, еве забележуваме денеска голем број на новороденчиња, односно нови жители на град Неготино. Па со оглед на тоа што има голем број, сигурно дека влијае. И гледам претежно млади луѓе, еве и татковци, мајки. Да, значи па еден мотив и за мајките и за нас самите да дојдеме и да видиме како сето тоа се одвива и како сето тоа изгледа.